Градоначалникот на општина Кисела Вода Горце Ѓоргиевски објави дека е поднесена прекршочна пријава против јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје поради отпадот кој не се собира редовно од територијата на општината. Ѓоргиевски посочува дека контейнерите во општината се полни и на овие високи температури се шири страшна миризба. Ѓоргиевски додаде дека во нормална комуникација немало никаква реакција од нивна страна и поради тоа бил испратен комунален инспектор да ја провери состојбата на терен, при што се увиде дека ситуацијата е катастрофална. Тој напомена дека секое непостапување од страна на комунална хигиена ќе значи нова прекршочна пријава. Општина Аеродроми оваа година ќе доделува еднократна парична помош за семејствата чие дете е прваче во едно од основните училишта на територија на општината во висина од 3500 денари. Рокот за пријавување е од денеска 10 јули до 30 септември 2024 година. На 9.7.2024 година во 16 часот и 20 минути полициски службеници од единицата за недозволена трговија при СВР Скопје лишиле од слобода 51 годишен скопјанец. При претрес во неговиот дом на подрачјето на Кисела Вода, извршен со судска наредба, биле пронајдени одземени една пушка, една рамка за пиштол, 41 куршум и ловен патрон. По целото документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднес. Во Центарот за култура во општина Ѓорче Петров се одржа 7-то издание и официјалното доделување на наградите Антево слово, кои се дел од меѓународната поетска манифестација Анџело Лавекија за најдобра поетска творба во чест на великанот на македонската поезија Анте Поповски. На конкурсот и доделувањето на наградите Антево слово со свои дела се пријавија повеќе од 100 поети од Македонија, како и од Англија, Албанија, Бугарија, Тунис и Кипар. Македонка Божиновска годинава ја доби првата награда. На настанот во спомен собата која го носи неговото име во Центарот за култура присуствуваше градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски, кој истакна дека има честа да се обрати на настан посветен на македонскиот поет и есеист Анте Поповски, низ чија поезија, како што рече, провеува судбината на македонскиот народ низ вековите, но и неговата сегашност. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно